вечер, почитувани, добродојдовте во неделниот магазин Вечерва со Слободан Томич, петошно издание. Еве, 2 дена, да речам, после изборите и што да кажам, се случи тоа што требаше да се случи за волјата на вистината. Вие, народе, вие одлучивте за вашата судбина. Кажав повеќе пати дека ова се беа судбоносни избори за тоа што да се смени овој 7-годишен многу лош период, од причина би речи Македонија никако да замине напред, да тргне напред. Но, со една порака, во секој случај се надам дека новиот политички амбиент ќе тргне со смени чекори, да направи радикален царски рез, да се остават сите негативни ситуации што значат за сиот македонски народ во државјанство и род. Бидејќи Македонија со ваков начин на политичко неартикулирање, а тоа го видовме и со извештаите на State Department, Европската комисија, Freedom House и така натаму, дека Македонија тоне и тоне. За волја на вистината, вечерашното издание го поделив на 3 дела, и тоа е ексклузивни соговорници, директно ги имаме од Романија. Тоа ќе биде госпоѓата Розалија Иболија Биро, председател на партијата на ИПП на жените. После краткиот джингл ќе вклучиме во живо. Со нас се почитувани господин Жан Становски од предвачката компанија Констант. Благодарам неизмерно за несебичната поддршка. Нашите емисии се кажа бидат ексклузивни. Ќе најдам на разбирање, ова емисија ќе реализира на англиски со госпоѓата Розалија Биро, која е во живо вечера со нас преку Skype. Mr. Rosalia, first of all, thank you for tonight, the election for the president of Macedonia, in which with the majority votes for the first time in the history of Macedonia, во историјата на Македонија, жена, професор доктор Гордана Снеловска-Давкова. Кој е вашиот коментар во врска со ова? First of all, as a president of European People's Party Women Organization, as a women leader who worked in political affairs since 2000, со која што работиме од 2000 година наово, сакам да искористам ова можност да искажам честитки кон професор Гордана Селјановска, која што ги победи изборите, резултатот на овие избори, каде што жена е избрана како председател на државата за прв пат, е сведоштво за духот и за поставеноста на вашите граѓани, кои што се отворени за тоа да имаат и шеф на државата со огромно искуство и во развојните политики. People recognize the key and the path of the impasse in which Macedonia has been for 7 years. What will you add on this, considering that you are very familiar with the events in Macedonia, negative reports by the European Commission, the House of Freedom House, as well as the State Department report in which the coalition between коалицијата помеѓу СДСМ и ДУИ беше со уништувачки политики, работеше со уништувачки политики и почитувањето на правото, на корупцијата, на криминалот и другите девијации во системот. И мајќи го предвид огромното искуство на господјата професор, јас сум сигурна дека сега таа како нов председател на вашата земја ќе биде во состојба и ќе има сигурно желба да се ги вклучи сите политички актери во вашата земја и од страна на владата и од страна на другите, страната на опозицијата исто така, за да се соберат на иста маса и да ги расчистат јасните интереси на вашата земја и заеднички да настапат во тој аспект, затоа што изборот на господјата председател укажува дека постои гаранција за вашата земја дека ќе продолжи по патот на европската интеграција и дека принципите на Европската унија ќе бидат уведени во пракса. На 8 мај, денот на изборите,
голем број на честитки пристигна за победата на професор Силјановска, особено за председателот на опозиционата партија, кој што добива мандат сега да ја формира новата влада, господин Мицкоски, за најголем дел од гласовите што ги доби за подобра иднина. Дозволете да спомнам дека Орбан, Вучич, Пленковиќ, Јанша, а денес и францускиот председател Макрон честита на господја Силјановска и дадоа силна поддршка како политичар во регионот и во Македонија. И изборите се одвиваа во фер и демократска атмосфера и техничкиот министер за внатрешни работи Тошковски укажа дека луѓето кои што излегле на гласање, дека го направиле тоа на мирен начин и дека тоа се случило на демократски начин. Какви се вашите коментари во врска со тоа? Мојот коментар би бил заоснован на фактот што најважниот цел на ЕПП партиите е да даде поддршка на земјата во правец на европска интеграција и тоа секако за вашата земја важи. Ние сме убедени дека опозицијата, дека сите ние сме Европа и дека треба заеднички да настапиме со ист глас, но за успешна европска интеграција на вашата земја ќе биде суштински за политичките актери да демонстрираат посветеност во имплементирањето на европските вредности, кои што се основните принципи на Европската Унија. Ова не може да се постигне со реторика само и со кажување на нешто, туку ќе биде постигнато со диалог и со напорна работа со граѓаните, имајќи ги предвид ова огромна поддршка. Јас сметам, што доаѓа од надвор, сметам дека од надвор постои многу јасна желба за поддршка на нова земја членка од една страна, од друга страна имајќи предвид дека победата на господјата председател е чиста, убедена сум дека таа ќе добие поддршка исто така и во самата држава. Пред 48 часа, значи, заврши броењето на гласовите и се утврди дека официјално господја Силјановска е шестиот председател, односно прва жена председател на Македонија, и дека таа ќе застапува гордоста на Македонија, дека ќе ја врати гордоста и ќе ги почитува законите и правната држава и ќе се заложи за приближување кон Европската Унија во основа на Копенхашките критериуми. Многу сум среќна што имам можност да нагласам колку се важни овие принципи кои што се во фундаментот на професорката во незината кампања и имајќи предвид на незината победа, јас мислам дека таа ќе има исто така искуство и ќе добие поддршка да ова во пракса го спроведе. Мотото на незината кампања беше Македонија повторно горда. Тоа е важно дека имаше успех во изборите, се базира на многу работа низ овие години и соработка со сите заедници и мислам дека ова волја, ова е нешто што може да биде остварено заедно со граѓаните и доколку граѓаните на вашата земја ја имаат волјата, тогаш сум сигурна дека посветеноста ќе значи и на крајот и зачленување кон Европската Унија и шансите за тоа се поголеми и поголеми. Како прашање до вас, дали државата може да спроведува субмисивни политики, не водејќи сметка за различните национални интереси, презентирајќи ја платформата со која настапи на претседателските избори. Силјановска кажа дека тоа е програма за заштита на државните интереси и враќање на гордоста на Македонија. Ваков начин на политичка платформа или стратегија не беше став
na prethodните председатели кои што воглавно се занимава со клиентелизам. И прашањето беше дали така да се однесува еден председател треба. Председателот ја води државата. Председателот има можност и исто така предизвика да гради партнерства со најважните актери во политичката сфера, во економијата и во социјалниот живот, така да ова национална гордост која што не е против други, туку за македонските граѓани е суштински мотивирачки фактор на граѓаните да работат одговорно и да се справуваат со секојдневните предизвици во реконструкцијата на вашата земја, да имаат можност да станат членка на Европската унија колку што може побрзо. Првата задача на новата власт ќе биде евроинтеграциите и прашањето со уставните амандмани. Во програмата Силјановска Тапкова пишува дека како председател ќе гради консензус со владата, но и со опозицијата. Тоа значи поентата на европската интеграција е европизација според копенхашките критериуми во договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Нема ниту еден дел за промена на уставот на Република Македонија пишува во програмата. Нешто околу тоа да не кажете? Јас сум убедена дека победата на професор Силјановска ќе ги охабри двете страни, и владата и опозицијата во вашата земја, да дојде до консензус за заедничките цели. Улогата на председателот исто така е да ги носи целите од одлуки, да ги собира на маса за диалог, да работи во интерес на граѓаните, и професор Силјановска ги има сите квалитети за да ги исполни овие задачи, и како лидер, како медиатор, како лице кое што на среден рок ќе може да достигне консензус, и мислам дека најважно е отвореноста за сите актери да го започнат овој диалог во интерес на граѓаните на вашата земја. Јас ви сакав прашањето околу Силјановска се обврза дека нема да ја користи придавката Северна пред Македонија, освен кога за тоа е обврзана со закон. Ината председателка порача дека ние треба да ги почитуваме темелните вредности на нашиот уставен поредок, а Преспанскиот договор за неа е политички и правно отворено прашање. Од друга страна, Бугарија и Грција негодуваат за ова, а пред се и после се без да се објективни околу обврските. Бугарите да си ги почитуваат мацинските права, а тоа се македонците и пресудите од судот во Страсбур, а Грција да ги почитува од врските од договорот од Преспа. Нешто околу ова да ни кажете? Сакам да додадам дека поради оваа тема е следново. Сигурна сум дека врз основа на фактот што господја Силјановска има огромно искуство, дека таа ќе биде многу добар преговарач за вашата земја, и дека таа исто така ќе има пред себе и факт дека Европа треба да биде обединета, треба да има, да говори со еден глас, така да ние ќе треба да најдеме начини и да ги користиме сите алатки што ги имаме, да имаме заеднички став. Може би тоа е нешто вообичаено, што на некои прашања е многу важно, кај многу важни прашања некои земји може да имаат различни ставови, но тркалото и волјата да се разбереме меѓусебно и да се почитуваме меѓусебно и да ги разбереме своите ставови ќе ни помогне заеднички да ја родиме во Европа. Господи Силјановска, дека на изборите
и нејзината предност беше повеќе стотици илјади гласови и тие избори за прв пат укажува на тоа дека еден легалист, една господја професор по право ќе добие толку многу гласови, значи луѓето и веруваат и тоа е нешто важно, но во односите кои што се со другите земји, па други како што е ЕУ, имаме обврска да ги почитуваме фундаменталните вредности на унијата, затоа што без нив ниту има демократија, ниту мир, ниту просперитет. Не можеме да влегуваме во реториката ЕУ НАТО или НАТО ЕУ само евро, туку со почитување на вредностите и со практикување на вредностите, само ако станеме нормална, стандардна држава, ќе бидеме во рамките на ЕУ, велеше Давкова. Ваш коментар? Го ценам тоа прилично, она што господјата председател го кажа, затоа што суштината на она што ние можеме да го направиме сега за нашата заедничка иднина е да размислуваме о тој правец и сметам дека луѓето од вашата земја многу добро ги разбра овие пораки, затоа што нивниот став со кој што тие ја избра господјата професор за председател го укажуваат на фактот дека тие многу ги ценат незините искуства, најпрви и второ, како жена политичар, луѓето може би размислуваат во правец на тоа дека таа ќе работи повеќе со срцето и со умот за граѓаните, што е многу важно, имајќи го предвид резултатите што вашата земја ги треба да ги постигне за да ги исполни оние барања за правец на ЕУ. И последно, не помалку важно, мислам дека таа отвореност со која што господја Силјановска настапува, имајќи ги предвид желбата да се дојде до заедничко решение, е многу важна и суштинска за сите нас и тоа укажува на тоа дека тоа ќе даде можност да за победа исто така и за вашата земја, затоа што ние исто така се сведоци дека не беше вклучена опозицијата во преговорите своевремено и она што Силјановска го спомна во врска со властите со кои што работела во врска со амандманите на Уставот се еден вид наметнати од Бугарија и дека тоа не може да влезе во парламентот без да се постигне национален консензус и тоа е целосно нелогички да се очекува да пратениците гласаат за овие уставни амандмани. Првата задача на новата власт ќе бидат евроинтеграциите и што се мисли да секој ќе може да гласа и да биде слободен за да процесот се реализира и да се проверат и предлозите кои што се во врска со промените на Уставот, каде што е неопходно двотретинско мнозинство за да се донесат истите, така да и тоа е тоа што жената која што е председател Силјановска Давкова. Да ви молам за ваш коментар во врска со тоа. Многу е тешко да се даде конкретен одговор тука, затоа што не ги знам состојбите во вашата земја инсайдерски, но она што можам да кажам во врска со оваа тема е што да се гради да принципите на демократијата е суштинска работа. Ние немаме други начини да го правиме состојбите. Само на овој начин можеме да градиме демократија и тоа е начинот како можеме да
ги цениме нашите граѓани, припадници на заедниците, како заеднички ќе градиме иднина за нашите општества и нашите држави. Ви сте вие председател на ЕПП. Интересно е дека сите напори од минатото што треба да се направат и дека е важно, сум сигурен дека ќе биде успешна Силјанска давка, исто така вети дека доколку ќе биде избрана, ќе ги почитува ставот на граѓаните, дека таа ќе биде коректор на централната власт и критичар на власта, затоа што во минатото сме имале клиентелизам и непотизам и сме губеле контрола на состојбите, така да јас нема да влегувам во преговори, нема да го нарушувам уставот без да имам претходен договор и да биде тоа регулирано со парламентот. Дека професорката во госпоѓа Росалија, ова не беше практикувано досега во Македонија, особено во последните години со власта која што е на заминување. Нешто околу тоа како коментар? Не е лесна ситуацијата за господјата председател, но нема да биде едноставно и лесно и за граѓаните на вашата земја, нема да биде лесно ни за граѓаните од Европа, Европската унија. Ние го знаеме тоа, така да имаме стабилност во нашата земја е суштински, да имаме вистински диалог помеѓу парламентот и владата, секако е суштинска работа. Мора да ги засноваме нашите односи структурирано на почит меѓусебна и вообичаено е, нормално е да имаме различни ставови, да имаме различни мислења, ама доколку сите прифатиме дека работиме заедно врз основа на демократски принципи, тогаш ќе можеме да го направиме тоа. Инаку тоа нема да биде можно. Така да, оно што господјата председател го нагласи овде е дека суштински дел од кој што ќе треба да почнеме од новото поглавје во вашата земја. Во последните години Силјанска Давкова беше гласен поддржувач, односно гласен тя го користеше својот мандат во парламентот да укаже на проблемите кои што произлегуваат од новиот кривичен законник кој што господин Пендаровски го потпиша за амнестија. За мене тоа личи на амнестија и заштита на криминалот на некои раководни лица и тоа го слушаме секој ден и покрај тоа што јас сум засрамен од она што го слушнав, тоа беа зборови на господја Силјановска кога се доносеше законот за амнестија. Имајќи предвид дека вашата политичка ситуација во која што се наоѓаме, имајќи предвид дека е голем стрес за нашите граѓани и дека ова е кај сите земји од Европа случај да се намалува и да се елиминира криминалот, да се елиминираат сите овие негативни појави и неприфатливи појави во нашите општества, е суштински дел и задача на политичарите и што треба да го правиме со заедниците и со поддршка на заедниците, затоа што председателот или премиерот сам по себе како таков не може да го направи, но се надевам дека сите граѓани во државата имаат волја да влезат во партнерство за да се оствари ова. Кампањата беше Македонија повторно горда и успехот на
изборите укажа дека тука имаше потреба на граѓаните да си вратат својата гордост со облегувањето на Селјановска стана еден вид промотор на оваа политика, но исто така таа беше увредувана од Стево Пендаровски и од СДСМ, кој што целосно демократските избори и респектот на противничкиот кандидат го ставија во втор план и кој што пред почетокот на кампањата имаше многу сексизам и ејджизам во оваа кампања. Да, во суштина овде гледам и се плашам, односно гледам дека улогата на нашата женска организација, затоа што имајќи предвид дека треба да почнеме од нашата реалност и дека знаејќи дека во вашата кампања имаше некои негативни аспекти од некои од кандидатите, мораме да укажеме на тоа дека ова е исто така проблеми кај нас. За жал, ние сме како жени политичари не ја презентираме процентуално женскиот пол во носењето одлуки и тоа не е доволно, така да заедно во солидарност и во меѓусебна поддршка работиме на тоа, затоа што мораме да се сложиме на тоа дека менталитетот на луѓето се менува многу споро и дека улогата на ЕПП и женското ЕПП во врска со ова оди во правец на тоа дека имаме многу важни и многу моќни жени, како што е господјата председател, како што е секо комесарки и така натаму. И мора да нашата заедничка стратегија ја развиеме во врска со овие аспекти и проблеми и се надевам дека овие нови избори за Европскиот парламент ќе бидат нов предизвик за нас и ќе бидат ново поглавје во она што го нарекуваме еднаквост на помеѓу мажите и жените и политичките лидери и се надевам исто така дека ќе најдеме начин како да меѓусебно се поддржиме во ова пат кој што не е краток и не е лесен. Имаме две прашања уште. Ви благодарам за вашето учество и вашиот инпут овде за илјадниците слушатели кои што следат програмата. Господја Селјановска, покрај догодишен професор на правниот факултет, беше член на уставната комисија во собранието и министер без ресор во првата политичка влада по самостојноста на Македонија, како експерт за избори на ООН и подпредседател на групата независни експерти за локална самоуправа при Советот на Европа. Таа е член на Венецијанската комисија и автор на стотина научни трудови за уставното право и политичкиот систем. Како го оценувате ова? Ве молам. Да, тоа е кариера полна со успех, но кариера која што ни укажува на тоа дека што значи да се има одговорност, да се има посветеност, да се работи многу и да се бори за своја правата и за вредностите кои што сметаме дека се фундаментални. Тоа е животот на новата председателка господја Селјановска. И врз основа на фактот што таа е професор од почетокот на низината кариера, за мене, не само за мене, туку и за сите мајки и семејства, таа ја носи пораката дека таа некој кој што сака да даде од своето знаење, да пренесе од своето искуство на другите и да од своето срце исто така да се посвети на работа со младите и сега незиното семејство е цела Македонија. Така да сметам дека е исто така успех за нејзе и за овие избори, но тоа е исто така голем успех и за целата земја.
Како последно прашање, ако дозволите, I know that you are so busy знам дека сте зафатени with your obligation, but со своите обврски. in real time, because I say next for the 48 По наредните 48 часа имате и официјални средби. Macedonia. Бидејќи господја Сијановска, како последно прашање, како председател на една од најголемите партии на жените во Европа, позната како Европска народна партија ЕПП, колку и како ќе ја поддржите македонската председателка Сијановска во натамошниот дел од нејзината функција како председател на Македонија и прочем таа и дел од вашата женска партија? Yes. Да, It is a future collaboration тоа е соработка воеднена во која што јас сум сигурна дека споделувајќи ги нашите искуства помеѓу нас, говорам за земјите и за жените лидери од европските земји. Второ, да се поддржуваме меѓусебно секаде каде што можеме и каде што имаме потреба, на другите е друг начин, и трето, да бидеме пример за младите жени, девојки кои што ги започнуваат своите кариери во политиката, која што воопшто не е лесна задача, но ако станеме со нив и ги поддржуваме, се надевам дека нашите ќерки ќе имаат поголема шанса да успеат, и ако имаме повеќе жени лидери, тогаш во центарот на нашето носење одлуки секој ќе биде семејството, секој ќе бидат децата, секој ќе ги носиме одлуки фокусирајќи се на нив, и почнувајќи од овој пристап, светот ќе го направиме малку подобро место. Господја Розалија, ви благодарам за вашето гостување ексклузивно, и благодарност до мојот тим овде. Нека ве благослови Господ за се што ќе правите и во правец на подобрување на состојбите за Македонија, и бев многу среќен што бевте во состава во живо, да не се приклучите во студиото. Се надам дека наскоро ќе посетите Македонија. Благодарам, ми беше чест да сум со вас и ќе бидеме заедно во овој пат кон европската интеграција, и ќе даваме поддршка за вашата земја. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам за Madam Rosalia Госпоѓа Розалија, Iboriya, president of the Iboriya, organization председател of на Women организацијата Party на EPP. жените She од addressed Европската very interesting народна answer партија, upon таа all our question одговори на сите прашања about the presidential за election. председателските избори You president, Madam Gordana и Сијановска. за врска Same with со us. We can нашиот be нов very председател soon again господја in the studio. Сијановска. Се гледаме во студиото малку подоцна. Почитувани, тоа беше господјата Розалија Иборија, биро председател на организацијата на жените на ИПП, и благодарам што беше ексклузивно вечерва во првиот дел на овој магазин со нас. Госпоѓо Розалија, ви благодарам многу. Останете со нас, се враќаме по джинглот. Сега идеме. Мораше бомбон на туди. Почитувани, вториот дел на вечерашниот магазин исто е ексклузивен, апропо неодамна одржаните двојни избори, и видовме што се случи волјата на народот. Народот дошол по своето, но и обврските се големи, очекувањата се големи. Затоа вечера продолжам со моите драги и ваши пријатели, соговорници, неговата екселенција Ристо Николски, по скајп и негој вечера ќе го имаме, и Жан Станоевски. Добро вечер, представник на граѓанското општество. Амбасадоре, добро вечер и добро дојдовте во магазинот вечерва со Слободан Томич. Добра вечер, добро вечер. Благодариме. Еве, господјата Розалија даде едни суштински одговори на прашањата што и како треба се однесува новиот политички амбиент во наредните години, имајќи факт дека, како и јас што спомна повеќе пати, ова беа последни избори за Македонија, ќе ја биде или нема да ја биде, имајќи фактот дека се одлучува лично и се решава за судбината на самите македонци по роди државјанство.
Еве, амбасадоре, од ваш окулар, од ваша дистанца, како ги толкувате овие случувања и резултатите? Во една рака, дали е за честито Македонија? Ова е на свој начин своевиден триумф на македонскиот народ. Ова промена беше неизбежна, беше неопходна и добро е што нашите луѓе покажаа зрелост, се освестија на некој начин, престанаа да бидат сеирџи и излегоа да ја земат судбината во своји раце. И мислам дека се отвора еден нов пат, една нова насока и за македонскиот народ и за ова наша држава. Нема да биде лесно, овај пресврт е направен, меѓутоа, ова што е пред нас, тоа треба да биде таа историска промена. Изборите беа можеби историски на некој начин, али тоа ќе се потврди само ако новата власт го испорача тоа што го ветуваше и тоа што сум убеден дека сака да го направи. Нема да биде лесно, тука има голем број на внатрешни проблеми, има голем број на внатрешни отпори, има голем број на внатрешни различни интереси, кои често пати се сведуваат на етничка основа и можеби уште пострашно е во дадениот момент нашата меѓународна позиција која е ставена во аут на некој начин, бидејќи Македонија е блокирана, понижена, навредена и ставена во крајно неповолна позиција со тоа што амбициите кои се објективни, реални за да суват поддршка за некакво наше влегување во Европската Унија се апсолутно сега надвор од реалноста, надвор од умот и затоа новата власт ќе мора да се соочи со сериозни, невидени предизвици и на домашен план и на надворешен план. Дали тоа и колку ќе го успее, ќе видиме, али тоа ќе зависи така од најширока поддршка од секој наш граѓанин. Амбасадоре, господин Станојски, ви исто може да се вклучите во дискусијата со оглед дека сведоци сме на една непринципиелна, некоректна, нехигиенско политичка, како да ја наречам, коалиција која беше цело време ултимативна. Ова го зборам на адресата на ДУИ, кој во старт почна со една агресивност, некоректност, нереспектабилност кон македонскиот државотворен народ, кој по дефиниција и по устав и по се многу бројниот. А дали требаме во овој контекст да речеме дека новиот политички амбиент, новата политичка да речам ситуација, да бидеме изложени повторно на еден вид на ултимативен однос, имајќи факт дека ВМРО има 58, а имаме уште две македонски политички партии кои може да бидат партиципиенти да се формира влада од 61 или 70. Ако смеам, еве да пробам да дадам одговор. Поздрав до гледачите пред себе и честитки за успешната емисија. Сакам да укажам на еден интересен абсурд кој ќе се случи на овие избори. Значи, замислете си, поразот на владеачката партија од македонскиот блок беше 1:2 до 1:2,5. Значи, катастрофален пораз. А поразот на албанската етничка партија не беше воопшто ни пораз, туку тие победија, тие добија уште повеќе гласови, а партиципираа во власта заедно со СДСМ. Замислете си со колку концесии и колку попуштање морале да направат СДСМ кон ДУИ, за да ДУИ остане на истото ниво, а СДСМ биде катастрофално поразено. Невиден абсурд, неверојатно. Ако е опозиција, ако е пораз на власта, требаше да биде пораз и на втората политичка партија најголема што. Уствари таа е и секогаш и овие 20 години лидер партија, да бидеме реални. Мислите на ДУИ? Мислам на ДУИ, да. Амбасадоре, што ќе додадете на ставот на господин Станојски, апропо и мојата констатација, дали треба и натаму ултимативен однос да имаме од партиципиенти во власт? Состојбата во која живеевме до изборите, со една невидена, нелегална, нелогична доминација на ДУИ, не е вина на ДУИ, тоа е заслуга на ДУИ, а вината е кај социјалдемократите, кои тоа го дозволија. Не имавме повеќе министри албанци отколку македонци, на главните ресори тие беа
тие доминира. И велам, имаше изјава една на Али Ахмети кој вели, јас вика 2 војни победив и овде и на Косово, и ова е наша држава и таа е под наша контрола. Мислам, една изјава која де факто покажа што се случува. Меѓутоа, со нешто не се сложувам. Сите велите, еви сега се повторува дека социјалдемократите доживеа катастрофален пораз. Не, јас видам дека овие избори се извориден успех на социјалдемократите, бидејќи ако нашиот народ беше до крај правичен и праведлив и не беше како и секојаш толерантен, тие не смее да добијат ниту едно пратеничко место, не 18. Катастрофата во која доведе оваа држава требаше да ги казни уште пострашно, да тие се најдат во полошта ситуација како Пасок на своевремено во Грција и да нестанат од политичката сцена. Така да катастрофите, трагедијата која да живеевме, историските неправди, историските понижувања на кои не доведоа социјалдемократите, во соработка со ДУИ се разбира, веќе да се разбереме, се тоа што се случуваше, им одговараше на екстремните албански политичари кои работат на голема Албанија. Али тоа да го дозволиш ти како македонска партија, тоа беше надвор од умот, тоа беше недозволиво, тоа бе да е пресрекна што освои 18 патеници. Не смееше ни едно, или макар едно, колку да бидат символично присутни во парламентот. Така да, велам, сега почнуваме на нова ера, малку грубо, верувам, уште повеќе ќе го разбисти и ќе го расчисти македонското политичко небо и предизвиците кои се пред нас се огромни благодарејќи на тие грешки, понижувања и порази кои ги доживувавме во последните 3, 4, 5, 6, 7 години. Господин Стојановски? Да, малку сурово, малку грубо искажано ова дека опозицијата требаше да остане со неколку пратеници во секоја држава, треба да имаме силна опозиција која што ќе биде коректив на власта. Меѓутоа, амбасадорот си е симпатизер на сега владеачката партија што ќе биде, ама јас сакам да им порачам на граѓаните како една вид анекдота, ајде да го кажеме ова, да си земеме крема за сончење со висок фактор, затоа што сега ќе не огрее сонце. Сега со новата власт ќе се случат фантастични промени, не очекуваат многу сончеви зраци, затоа да се намачкаме добро, за да се спремиме за големите победи кои што не очекуваат. Шегата на страна, јас неколку пати имам истакнато дека пациентот Македонија е во практично клинички мртов и дека треба да се прават огромни резови, треба да се прават ампутации, треба да се прават големи зафати за да се среди ситуацијата, затоа што овие 30 години многу зло се направи. Значи системот целосно е еродиран и не сум убеден и не очекувам дека оваа владеачка гарнитура сега што ќе дојде на власт, дека ќе успее тоа да го следи, да сме живи и здрави. Па тоа во принцип се клиентелизмот, партократијата, корупцијата, криминалот, неказнивоста, неодговорноста, тоа се врежани, тоа се дел од нас, дел од нашиот систем. Не може да се оттргнат. Еве да бидеме живи и здрави, да разговараме со амбасадорот да е жив, кој ќе заврши мандатот на оваа наредна власт, да речеме, не верувам дека нешто драматично ќе се смени. Во контекст на сето тоа, јас не видов политичка партија која беше конзистентна во делот што на века Нум Пасаран со еден документ на еден шверцарски начин донесен. Апсолутно, за вазалноста. Господинот Мицковски беше конзистентен со својата група, рече не може. И бараше учество. Ја не сум адвокат, ниту сакам да бидам ничи адвокат, но ја гледам ситуацијата по колку молење да бидат инкорпорирани опозицијата во рамките на носењето на вистинското решение со предлогот, францускиот предлог, така, беше реджектиран. А вака, вазалноста, сервилноста, послушноста, непостојањето на иницијатива, прифаќањето уцени, вазалството, еден вид во наводници веле предавство, се карактеристики кои што се припишани на СДСМ и затоа тие ги изгубија овие избори. Дали тоа се амнестираат, самите дела, злодела што се направени? Ама злодела се прават веќе 30 години. Никој не се амнестира, многу ретко некој ќе се осуди, многу ретко некој ќе биде казнет. И со промената на името, и обвинителствата, и судовите, сите се тие влезени во еден кош, сите се во партиско племенски систем на клиентелизам. И тука треба, рековме, или пациентот да го прогласиме за Јас се согласувам, една ампутација се направи на таа гангрена. Да се ампутираат многу органи, нешто револуционерно да се направи, а не очекувам дека тоа ќе се направи. Господине Николски, амбасадоре, што мислите вие? Сепак
Убаво кој имаме една разноликост на ставови. Видите, земјата е доведена во хаос. Ништо не функционира. Пробајте било што на било кој план, секаде ќе најдете на зид. Значи, се треба се менува, почнувајќи од одговорноста која апсолутно треба се стави на маса. Сите тие што направи било какви кривични дела во последно време, а секој ден имавме афери, секој ден имавме показатели, јасни, мислам, факти дека тежок криминал се случува во држава. Значи, почнувајќи од тоа и корупцијата паралелно, решение има за се, али безизгледни ситуации нема, а ние сме по многу што додредени во безизгледна ситуација, меѓутоа новата власт мора да свати дека луѓето се тие што решаваат и што бараат излезни решенија. Мислам дека власта е подготвена за тоа, мислам дека ќе почне силно со една невидена енергија да ги решава проблемите, нема да биде лесно, затоа што да не забораваме дека зад досегашната власт беше странскиот фактор, отворено ги поддржува, впрочем тие ги донесоа и на власт, тоа е и светските медиуми тоа го потенцираат. Дали тоа клиентелизмот го направи, господин Николски? Молам? Клиентелизмов на претходната власт, предводена прво од Зоран Заев и цетера после. Видите, тие се донесени со еден мал државен удар, поранешната власт на Никола Груевски, која беше каква што беше, со грешки, али со многу добри резултати на друг план, беше променета со мал државен удар организиран од странството. Треба да биде јасно и тоа никој не го негира, дури велам и странските аналитичари. Според тоа, таа странска, да речам, доминација во Македонија, која е присутна сите овие 30 години и 35 години независност, таа ќе продолжи да ја поддржува другата страна, бидејќи таа им беше вазалски настроена, правеше све што тие сака, све во интерес, односно све во наштета на македонскиот народ, а во интерес на тие странски фактори. И велам, нема да им биде лесно и на новата власт, тъй им дишат во вратот, али ако сакаат да обстанат, ако сакаат да го правдаат тоа што ни го ветуваа, нели така како опозиција, ќе мора да го реализираат. И знаете, тука клучно е, осим на онај на внатрешен план кај што ќе мора да се прават силни реформи, борба против корупцијата, следување во здравството, следување во економијата, следување во образованието, на сите планови вела мора да се работи. Многу тешко и можеби најтешко ќе биде во однос на меѓународниот фактор, односно во однос на Брисел пред се и односите со Бугарија. Излез постои и тој излез е можеби поедноставен. Јас долго време заговарав дека првиот чекор треба да има откажување на договорот со Бугарија. Тоа не е точно. Македонија доволно на еден многу полесен начин треба да се повлече од вториот протокол со Бугарија, подпишан од Османи во јули, 21 јули 2000. Така, тој е протокол, 4+7 што. 21. Не, тој е вториот протокол, не 4+7. Тој е вториот протокол, тој е записник меѓувладин на меѓувладина конференција кога отиде овој, како се вика, Османи и ја понижи Македонија за век и веков во Софија. Тука е инкорпориран така тоа беше инкорпорирање така наречениот француски предлог кој е де факто договор меѓу Ковачевски и Петков. И велам, тој протокол кој е 3 пати по-лош, по-неприфатлив, по-страшен за Македонија кој самиот договор за непријателство, најлесно да се откаже, со тоа автоматски отпаѓа и преговарачката рамка, бидејќи тој протокол е клучен во преговарачката рамка, врз него се базира преговарачката рамка на раздебитување на македонците и отпаѓа во вода автоматски и потребата се менува уставот, кој исто така тамо стои дека тоа е наша обврска, разбирате? И сега да само да го објасниме тој факт што цело време досегашната власт која оди на ѓубришчето од историјата, разбирате, не оди во опозиција, него на ѓубришчето од историјата, таа цело време тврдеше дека виновна за стагнацијата нашите европски интеграции е опозицијата која не сака да го менува уставот. А тие прифатија нешто, тие се виновни.
тие донесува македонска држава во ќорсокот и во цајтнот со прифаќање на услови кои не смеат никога да се исполнат, а тоа е измислени бугари се ставаат во уставот и тоа како тројански коњ кој треба да го руши македонизмот од Во НАТО. контекст на сето тоа сакам аз и за Само господја, да, сакам само и тоа нека биде едно прашање. Соглук спомнавте убаво дека како да малку мечче стои на владата за и околу тој француски предлог, видовме Емануел Макрон денеска испрати писмо честитка до новиот председателка господјата Гордана Силјановска, која екс официо во недела на 12 мај официјално треба да даде заклетва. Но господинот Мицковски праша на една емисија на... Само го дозволите, Да. ако дозволите, према информациите кои ги имаме, ме слушате? Према информациите кои ги имаме, францускиот председател на својот Фейсбук објавил честитка на македонски јазик. Ние не знаеме дали е тоа писмо пратено до председателката. Знаете, во дипломатијата принципот е многу јасен. Тоа се честита писмено, разбирате, и тоа писмо го предава амбасадата нивна во Скопје. До сега имавме случаи кога од Америка на времето честитаа на еден начин кој беше безобразен, разбирате, затоа што ништо не испорачува, а таму пишуваа што сакаат и пишува работи кои не држеа, дори беа навредливи. Така да и ова треба да бидеме со резерва да го примеме, дали така има честитка или само тоа што е објавено на Фейсбук, што велам на крајот од денот не е суштински и не е она што е дипломатско правило. Да веруваме и да се надеме на позитивна енергија, сепак е убаво и како и да е таа честитка од првиот човек на Франција. Дај Боже да се нормализираат односите. Ќе ми дозволите само ова и можете ми одговорите. Господинот Мицковски прашан, што би било ако бугарите не го прифатат начинот на кој бара сегашната нова гарнитура политичка да се направи нов анекс и така натаму. Господинот Мицковски вели, ако Бугарија не е подготвена на отстапки, би се свртеле кон домашната агенда и би чекале нова гарнитура во Софија. Вели Мицковски, тоа подразбира да се среди нередот и штетите во државата, направени од ова 7-годишно цунами од СДСМ и ДУИ, а се однесува во борбата со корупција, криминал, владење на право и така натаму. За двајцата, господин Ако може Станојски. да коментираме последно, да чекаме нова гарнитура. Па консензус во Бугарија има кај сите политички субјекти нивните цели, оние кои што се внесени во протоколот и оние кои што се ставени сега во рамката за преговори, да се реализираат целосно. И тука овој обид да се каже да дојде друга некоја власт, дека таа ќе се промени, тоа е за деца. Значи тоа нема шанси. Знаете зашто го зборам? Со Србија, например, за Косово има анекс. Значи направено е Боневиде, значи да се добра волја да се смени. Но да не ја гледаме толку скептично работата. Македонија е мал субјект кој што нема поддршка речиси од никој. Значи факт е, од Европската унија немаме од никој поддршка што тие даваат до своите поголеми членки, како што се нашите соседи, и затоа тие се во таква позиција да не блокираат и да си ја тераат својата агенда. Сигурни во себе? Апсолутно дека се сигурни во себе, затоа што ги имаат зад себе партнерите. А консензусот е правото Колку на тоа одлучување. господин амбасадор и вие заедно, колку тоа значи во дипломатијата ви имаме Рашамонијада со Бујар Османи и неговата За жал, да. клиентелистичка косовска агенда, да речам и тиранска агенда, дека таму кај што одел, и господинот амбасадор повеќе пати збореше во моите емисии, дека тој се представил амбасадор, министер за надворешни работи на Косово до Албанија, каде што неговата екселенција има доста авторитети во Министерство за надворешни работи кои се силни. Таму во тоа министерство се врши еден вид косовизација, албанизација на Македонија, токму поради тоа дали што да не гледаме толку црно сега со новиот политички амбиент да се инкорпорираат сите добродојдени и добронамерни амбасадори кои имаат широк нетворк, деча мрежа и пријатели. Сите ќе ни кажат одлуката е со консензус. Меѓутоа, Сите што не тапкаат порамо, што ни кажуваат што се пријатели и Како до пријатели, и Германија и Австрија и така натаму. зашто скептично? Мораме да идеме малку попозитивни. Нема шанси. Значи не постојат никакви шанси да се смени преговарачката рамка. Готово е. Тоа е кажано
од авторитети во Европската унија веќе неколку пати, од најдобрите наши пријатели, колку и тие да не сакаат да не поддржуваат германците, австриците и така натаму, попусто се надеваме дека ќе има промени на Дали тој клиентелистички дух на Заев и Ковачевски ја донесе ситуација ваква? За жал, да, требаше повеќе да покажеме заби, се сложувам со господинот амбасадор, наш интерес е секако да си ја заштитиме нашата национална кауза, меѓутоа со тие политики покажавме, особено со политиката, дека немаме друга алтернатива, ние практично им се местиме ним цело време, нас да не силуваат, извинете на изразот, ние сме странка која што е силувана перманентно 30 години од нашата независност, колку се направија 33. Јас спомнам дека во рамките на новиот политички амбиент и едно заздравување на една најважна карика кариетида, стоп на државата и Министерството за надворешни работи. Вие сте долгогодишен амбасадор, бевте во многу значајни држави. Освен вас, има доста амбасадори од кариера кои навистина покажа дека се професионалци. Очекувате ли да дојде до едно заздравување на тоа оборено ткиво што го создаде особено ова гарнитура предводена од Бојар Османи? Видите, тука има повеќе прашања. Првото е дека Бојар Османи водеше големо албанска на македонска надворешна политика. Јас објавив нова книга пред 2-3 недели, во која 2-3 глави се посвети на неговото антимакедонско однесување, а имам информации од албански избори, кои знаат веројатно што кажуваат, дека тој во разговор со бугарските министри ги смејувал македонците. И да е тоа точно и да не е точно, не е клучно, али тоа што го правеше беше длабоко против македонските интереси, меѓутоа тоа беше толерирано од премиерот македонец и од македонската влада, не така на крајот од краиштата. Меѓутоа тука има повеќе, реков, отворени прашања. Да се верува во промени на бугарската политика према Македонија, потребна е длабока наивност и непознавање на елементарните политички состојби во Бугарија. Во бугарското собрание беше донесена декларација дека не постоиме, дека нема македонски јазик, дека нема македонска историја, со 100% од гласовите имаше само еден воздржан. И тоа се претвори во меморандум проследен во цел свет и ние не реагиравме, со други зборови, се согласувавме со тоа. Трето или четврто, и не е важно кој е поред, преговарачката рамка не е Библија. Нема документ во светот кој не е променлив. И таа да се разбереме, таа е усогласена со нашите досегашни предавници, Македонија се уште нема прифатено. Формално ќе треба да ја прифати на втората меѓувладина конференција со Европската унија, ако дојде до неа, ако ние не дај Боже се сложиме да го промениме уставот. А тоа не сме никогаш да се направи. И како што претходно нагласи, ние ако бараме од Европската унија да се промени овај преговарачката рамка, тие ќе бидат неми, ќе вие прифатите, се согласите, ваша врска и така натаму. Затоа јас претходно објасних да се откаже вториот протокол, кој надвор од думот е ставен во преговарачката рамка, еден записник е ставен. Тоа што ги спомнуваат договорите со Бугарија и со Грција, на некој начин можеш да го проголташ. Европската унија не така се базира на договори. Али да ставиш ти записник во него и тој да биде главната обврска, јас сега нема да ви читам, ако сега може да ви почитам тука ми се при рака, што вели во вториот протокол. Меѓу другото, е само еден пример ќе ви кажам. Во него вели дека меѓу владината историска комисија или комисија за историски и образовни прашања не може едноставно да се откаже, а договорот може да се откаже. Тоа е будалштина, тоа е глупост. Така да ви кажам, решението е да се откаже вториот протокол, автоматски паѓа преговарачката рамка, бидејќи тој е вграден во неја и почнуваме од почеток. И сега уште нешто што е клучно. Европската унија нема да се проширува на досегашен начин, барем во следните 20 на години. До 2040 година, евентуално ако направат некаков излучок, тоа е да примат Црна Гора, која е 400.000 луѓе, ништо не представува, и никој друг. Се што до сега кажа европските лидери, и премиерката, и главниот за надворешна политика, и така натака, Европската унија и оние политики што ги нагласи, бидејќи Макрон е лидер сега тамо, што ги нагласи, проширување нема.
Макрон прво донесе преговарачката рамка нова, која е апсолутно таква што никој не може да ја помини. Никој, не само Македонија. Второ, рече дека Европската унија прво мора да се реформира, а после да се проширува. Да окаже тоа пред 5 години не е започнато, ќе трае 25 години најмалце. И третото, формира европска политичка заедница. Тоа е на некој начин утешна награда за кандидатките за политичкиот дел од Европската унија, што е втора лига. И второто, уште само две реченици. И фон дер Лајен рече дека се отвара 4 столба. Прво се отвара европскиот заеднички пазар за кандидатите. Второ, локална регионална соработка. Трето, реформи. И четврто, овој фонд што го дадат од 6 милиарди евра. Значи, до други зборови, и тани порача. Проширување нема. Господин Николски, с оглед дека ве очекувам во едно целовечерно издание, ви благодарам многу што бевте со нас, с оглед дека сакам да ве прашам и вас, господине Станоевски, апропо господинот Николски амбасадор што кажа, како вие го дефинирате изборот на господја Силјановска и за финале, бидејќи влеговме веќе во финалето. Па како жена е подобро решение од мас, секако. Тие се посмирени, поразумни, жените, со поинаков поглед на свет и така натаму. Дали ни требаше сепак еден ум, едукатор, кој има за себе доста искуство, знаење, легалист, бидејќи имаме, да бидам искрен, до сега, секоја честни случаи, малци имаме преседатели кои не ја беа како што треба, нека ми простат некои, меѓутоа секоја честни случаи. Дали можеме да се надеваме на господјата Силјановска дека може да донесе подобра клима? Колку и се нејзините ингеренции сега во извршната власт е друго прашање, меѓутоа очекувам барем да се замеша во средувањето на судството и обвинителството. Тоа е нашата најголема рак рана. Да. Тука да помогне, тука да се вмеша, тука да се прават резови и да се прават решенија. Ќе му се заблагодариме, амбасадоре, значи сакам да ве поканам деновиве да минете целовечерна емисија на пошироко да елаборираме за тоа. Која е вашата порака? Најкратко ви молам. Видите, пораката е да новата власт мора да издржи на патот кој го до сега заговараше и да создаде сосема нова политичка клима во земјата и на меѓуетничките односи, бидејќи на досегашната власт беше капитулантска, македонскиот дел од власта беше капитулантски, предавнички, тоа не е тежок израз. Они ја предадоа наша македонска држава и затоа, меѓу другото, подхитно ќе треба на албанскиот фактор во земјава да им се објасни, почнувајќи од нивните коалициони партнери кои ќе бидат веројатно влен, односно досегашната албанска опозиција, дека менувањето на уставот на Македонија е чин кој оваа држава со внесување на бугарите во него као тројански куњ кој треба да го уништи македонизмот, не смеа да се случат по никоја цена. Мислам, има и други тука клучни работи, али еве да се задржиме само за неа, да тие сватат дека сето тоа може да им одговара на албанските екстремисти во внесувањето на бугарите во уставот, бидејќи бриче на македонците, тоа е најдобар чекор према некако големо албански концепт, и да се постават односи на равноправност, на взаимни интереси и така да се оди напред. Без никаква доминација, али врз основно објективни фактори. Благодарам многу, амбасадоре, бите ми живи и здрави. Се гледаме близки на господин Становски. Благодарам. И вие една куса самопорака? Па, самите да се спретиме кон себе. И решенијата да ги бараме во реформи и во промена на целиот систем. Значи на домашните задачи. И затоа што еве се сложам со господинот амбасадор дека у перспективи да не очекуваме наредните 10 на 15 години и што ни престанува да ја средиме државата за ние да бидеме привлечни, тие да не сакаат, а не ние да трчаме по нив. Благодарам многу, господо. Почитувани, вечерашното издание, како што гледате, е навистина богато. Имаме госпоѓата Розалија и Болија Биро, председател на организацијата на жените на ИПП, една моćна, голема политичка партија, која даде несебична поддршка за идната председателка и најави промената во Македонија визави на политичкото живење, но доколку политичкиот амбиент се залага за борбата против криминалот, корупцијата, да не се повторно страниците што ги имаме,
Gospodinът амбасадор Ристо Николски, амбасадор кој доста години нам е познат како голем борец за македонските права, македонската вистина, и господинот Жан Становски. Благодарам многу што еден представник на цивилното општество, благодарам за несебичната поддршка на нашите. Благодариме и за поканата и поздрав до гледачите. Благодарам уште веднаш, бидете живи здрави, пријатна вечер.